Добра вечер во 24 отворено. Ништо во светот не е поопасно од искреното незнаење и свесната глупост. Има ли јазик на кој ќе се разберат политичарите, уметниците, артистите? Дали Македонија ќе се брани од херои или предавници? Со динамит или со силата на зборот? Тензични пораки на краток фитил. Платформи за решавање или за продлабочување на политичката криза. Кризата која што ово општество го држи веќе 2 години. Дефиницијата на лудилото, според Ајнштајн, е нештата постојано да ги правите на ист начин, а при тоа да очекувате поинаков резултат. Уште поголемо лудило е доколку тие нешта се доверуваат на едни исти лица или партии. Добро вечер уште еднаш и добро вечер за моите гости вечерва во студиото. Тоа се актерот, познатиот македонски актер Владо Јовановски. Добро вечер, добро дојдовте во студиото на 24. Универзитетската професорка Јасмина Делчева Диздаревич. Добро вечер и за вас. Ви благодарам што дојдовте. Артистот Петар Арсовски. Добро вечер. Добро вечер. Мариглен Демири, граѓански активист, левица. Мислам дека нема да погрешиме и едното и другото. И Марин Бабич, дел од невладината Човекот пред се и исто така артист. Јовановски, непосредниот повод за гостувањето во ова студио и за оваа емисија е всушност вашиот статус кој што го објавивте на социјалната мрежа Facebook. Тешки зборови паднаа на социјалните мрежи всушност во овие 20-30 на часови од кога тоа се распали. Разгоривте голем оган. Кој мислевте дека треба да изгори во тој оган? Апсолутно немав намера никој да изгори, ниту некогаш сум имал таква намера. Од една страна се радувам што ме повикавте, иако договорот беше на друг начин, денеска дознав како е конципирана емисијата, се плашам дали концептот на емисијата е соодветен за оно што тебе лично те интересира, а може би и многу мина од граѓаните, затоа што многу прашина се крена, како што кажат и по повод одреден пост. Јас искрено се надевам дека, ако го решиме ова, дека ќе тргнат работите на добро и дека кризата политичка што трае веќе подолго време, не само 2 години, кај нас кризата трае од 91. Се надевам ако успееме да го расчистиме ова, дека работите најпосле ќе тргнат на добро и дека нашите граѓани можат да здивнат дека ете проблемот е најден, виновникот е најден, дај да го отстреламе и во иднина не очекува светла иднина. Јас не верувам дека е тоа така, но како човек што има искуство со стрелање, на тоа и лично можам да се повикам од минатото. Сакам да кажам дека мене не ми е прв пат да ме стрелаат. Имам имунитет на стрелање. Нема да кажам дека куршум не ме бие, затоа што сум човек со крв и месо. И самите вие веројатно сте свесни што значи оркестриран напад од разни страни. Веројатно сте свесни што значи концентрирана енергија од маса луѓе. Некои тоа го нарекуваат енергетски вампиризам. Како ти што рече последните 30 сати, да, и мене ми траа долго последните 30 сати, и јас помалку можеби, за разлика од моите тука соговорници, колеги, сум исцрпен, затоа што не сум човек ѓон и не можам рамнодушно да гледам како некој се обидува да го уништи мојот личен интегритет, и мојот професионален, и мојата, пред се, со што е доведена и мојата иднина. Добро, јас не видов во напади врз вашиот професионален интегритет. Не, јас видов тамо. Туку можевме да забележиме повеќе напади врз личниот интегритет.
на личниот интегритет значи, на мислата. Не сте ги читале доволно, значи таму имаше од пцости до закани на моја лична адреса и на адреса на моето семејство, до клетви, нека им служи на чест, но тоа не сакам да го коментирам, нека остане на совеста на тие така што напаѓаат. Но, еве ќе бидам искрен, малку блиските луѓе ми ги потресува. Од тука сакам татко ми да го успокојам, човекот има близу 80 години. Не е лесно кога ќе слушне нешто на телевизија, каде што, зборувам за телевизија Телма, он не користи интернет, каде што кажаните работи се парафразирани, но ете, до таму беа доследни, кажа, застанаа зад вистината дека јас не заговарам никаква војна, туку само стравувам дека тоа може да се случи. И затоа што тоа на повеќе начини беше кажано и све, сепак новинарскиот прилог на крај заврши дека еве го актерот кој повикува на војна. Добро, дали се свесни чувствувате ли, само вака, Да, чувствувате ли дека вие можеби невешто сте напишале нешто за тоа да се протолкува така, или имавте друга интенција, или сепак напишаното сообразува со она што го мислевте? Да ги расчистиме уште малку тие дилеми, бидејќи луѓето прашуваат. Па, види се, не знам за кој пост поточно ме прашува, за конкретно да ти одговорам. За конкретно за првиот, кај што се зборувавте за македонскиот Фауст, каде што после повикавте дека е потребно веќе да дојде до расчистување со ова и дури се спомена изборот војна, па во следниот прашавте каде да се набави пластичен експлозив. Мислам, чисто ве прашувам. Не беше така. Значи, никаде нема дека јас повикувам на војна. Вие ќе се сложите дека прво војната не заврши 45-та, нас не излажаа дека е победен фашизмот. Фашизмот па продолжи само видоизменет, нели? Продолжи да го тероризира светот. Војната, ако зависи што подразбирате под војна, значи и психолошка војна е војна. Ние сме 25 години под психолошка војна. Прво, кога ме прашат дали тоа што сум го кажал, и сум сакал да го кажам, или не у кој е напишено. Значи, ја не сум Достоевски, ако бев Достоевски. Реков невешто. Невешто, да. Значи, сигурно е невешто. Тоа работа, можам да го прочитам последниот дел, ако сакате, за да... Може комплетно се да прочитате. Добро. Фаустот Муртино подпишал. Својрачно го подпишал договорот. Го подпишал со крвта на загинатите бранители од сегашните и минатите војни. На тој слуга гласот му го дадоа 350.000 заблудени граѓани. Има и такви кои велат дека ѓаволот ги измамил, дека биле несвесни. Како и да е, после овакво нема каење. Само штетата што ја направи таа црпка е голема. Ќе има војна, нова војна ќе има, црпко. Никој не сака во твојата кожа да биде. Добро. Добро? Тоа нова војна е ваше предвидување, а не повик. Па, така да сваќам. Богу, моje чувство и моje стравување. И апел до јавноста да може да, ако може, да се вразумиме од овој јас, до каде што сме доведени, да ја избегнеме. Јас сум јавна личност, секој ден се среќам со луѓе. Такви работи секој втор, трет ќе ти го каже. Добро, речта на еден уметник кој што има многу следбеници, претпоставувам дека е многу посилна од речта на еден обичен човек, на некој што работи на уметници има многу што кажа и професори на академијата наша. Еве тука е господинот постариот Петар Арсовски. Па на пример јас пошто знам дека ќе гостувам, ние не сме пријатели на Facebook, па ни во животот. Јас сум се обидувал, но тоа е друга работа. Тоа е за сега мината работа. Значи, подсети ме, господин Арсовски, на 11 што постиравте вие за бомби, како беше овие уценувачите наши, веројатно мислите на ДУИ, со кој преговарате за влада, да им пуштиме еден непристоен предлог, едно бомбиче да ја пуштиме, а? Да. И?
Каде е добро, разликата во тежината на тој можеме сега пост, да не само разговараме, ако точно, може да. да се дослушуваме. Ајде. Каде е разликата на тежината на тој пост и мојот пост? Кој патем ја не заговарам војна, ја само стравувам дека може да дојде. Вие не мислите така? Сакате за причините да разговараме? Ќе разговараме за причините, секако. Добро. Да продолжиме. Зашто баш овој пост го ставивте на човекот од Муртино, зашто не го ставивте на постот на... Многу интересно прашање, професорке. Еве, јас сум актер и, например, имам обиди за да направам повеќе сценарија. Едното, најчесто доаѓам само до работниот наслов. Порано сакав да направам едно сценарио, Гладни за љубов. Не луди за љубов, таква драма веќе има. Гладни за љубов. Пошто чувствувам дека народот на вистина е страден и гладен за вистинска љубов. Сега имам една желба да направам едно современо сценарио за филм со работен наслов Фауст од Муртино. И дури сега ја стварно вие рековте за вештината на пишување, можеби таа тема треба да му ја доверам на поискусни од мене, што ми е поблиска и темата. Се јави на тие постои драматургот Југослав Петровски, може да го развие човекот тоа сценарио, па да видиме што е проблемот на една современа личност, докаде е спремна да оди, за да дојде до власт, дали е спремна и душата на ѓаволот да му ја продаде. Ќе отвориме секој Но не дел ми од дебатата, одговорите на сега да прашањето, продолжиме да. малку. Ќе ви оставам за На при кој прашање не ви одговорив? Зошто го ставивте тој пост и е директно насочен за човекот од Муртино, а претходно пропаднатата коалиција со ВМРО ДПМН, зашто тогаш не постиравте нешто слично, затоа што информациите од медиумите е дека Дека што? истите, дури и условите за формирање на влада се прифатливи за ВМРО ДПМН, Видете, освен јас- специјалното јавно обвинителство. Влегов во политика, а не ми е... Влеговме одма у политика, Да. да одиме малку Значи, поред, видите, ќе си онда ќе ви дојдеме за одговорам. политика. Значи, и ќе на го Топ прашам. Channel, Ајде, на Топ одговори. Channel кажа, пред јава да го напишам, дека СДС ја прифатил сите услови на албанската платформа. Ама истото рекоа и за ВМРО ДПМН. Абе, види, ја поима немам, ја не Па сум... и јас не ја не знам. сум... Знаеме што пише у тие И јас не знам. Ја не Јас знам, ја зошто не се сум на- член, видете, ја не сум член на ниедна партија, како граѓанин, како македонец, како граѓанин на оваа држава, како актер. Само изразувам загриженост дека ситуацијата до каде што е доведена, други повикуваат на војна. Прво тоа да го расчистиме. Добро. Кои се тие други, сега ќе ви кажам. Ако сакате. Ќе зборуваме, само да идеме малку редоследно да им Нема, дадеме не простор прифаќам на веќе, луѓе и оти ќе ме зборуваме за изманипулира на темата една, политика. емисија. Арсовски, значи незадоволството на граѓаните во оваа држава веќе не е праволиниски сперено према владата како власт, бидејќи таа во овој период всушност е повеќе и техничка, туку повеќе е вперено против системот во кој што обстојуваме. И естаблишментот кој што произведува ваков систем на владење. Власта, сегашната, иако технички делува, го користи тоа форсирајќи ја логиката дека ако си невладен или си неопределен, дека си проопозицијски. Вие отворено сте застанувале во шарената револуција, во одбрана на ставови кои што може да се оквалификуваат како проопозицијски. Значи ли тоа дека треба да внимавате на вашата реч и можете да зборувате за речта на другите секогаш кога и да ги користите за тоа социјалните мрежи? Всушност, дали вашето делување, проопозицијско да го наречеме, е дел од создаден систем на предавници и патриоти во државата? Каде се гледате вие себе си во тоа? Тоа што јас го застапувам на Facebook, тоа е личен мој став. Јас, за разлика од мојот колега, ќе кажам, ќе признам дека сум член на Социјалдемократскиот сојуз, но ако утре почувствувам потреба и ако видам дека и таму се случуваат и слични работи како што се случуваат сега, јас на мојот Facebook ќе ги застапувам истите ставови, значи ставовите кои што ќе бидат принципиелни, па дури и против мојата матична партија. Сакам нешто друго да кажам. Јас не очекував, мислам,
ова што се дигна ука-бука, јас не очекував вакво кукавичко ретерирање од авторот на постот што предизвика ваква голема бука. И мислам, очекував на еден друг начин да го брани тоа свое повикување на војна и барање колку чини пластичен експлозив на Зошто ми ставаш битвата. Јас тебе не ти упаднав во збор, те молам да ме оставиш да го докажам она. Не, како не ти упаднав во збор, ти ме спомна и башка овде си дозволи да лажеш, бидејќи мојата бомба беше под наводници. И сите овде знаеме што значи бомба под наводници. А важно ли е? Важно е, бидејќи познато е дека бомбите на Заев се бомби, така ги нарекуваат. Кој му дал право на Заев и да јас немам намера тебе да ти објаснувам што сум мислел по таа бомба. Јасно е што е твојата бомба како и што е твојот нелегално експлозив. прибрани информации. Кој Така. му дал право со нашите приватни разговори Не, да располага? нема да ми упаѓаш у збор. За каква Затоа што војна? тоа е твојата метода. Тоа е твоето безобразие, да упаѓаш во збор и да се наметнеш овде. Ние не дојдовме овде да Немаш право слушаме да ми твој ставаш, монолог да ми правиш за некакви сценарија инсинуација и дека ја повикувам на војна, тоа ова се е сериозни позната обвиненија. метода во која што се употребуваат Сега да се актерите. разбереме, во првиот дел од разговорот со Јовановски тој рече дека не упатил повик за војна. Така да довршете, а мислам. Продолжиш сега на секој реченица тоа да го кажеш. Ја Добро, не знам како да сега ја кажа така и така е, јас очекувам да му веруваме на И во човек. прилог на тоа прашува, во прилог на тоа што не повикува на војна, него се плаши од војна, прашува колку чини пластичниот експлозив на Битпазар. И? Баш заради тоа што не повикува на војна. Потоа, Не се сеќавам. многу е јасно дека ова е позната метода на владеачката гарнитура за да ги прикрие своите криминали. Значи, во одреден период, кога ќе се стесни просторот за делување, или за бегство, или за спас, како што е сега, останува методата да се дефокусира јавноста како? Пуштајќи известни телали, гласноговорници, познати личности, актерите се најпогодни за тоа, зашто се најпопуларни. И ќе му дадат задача, нормално платена задача, да излезе со една ваква изјава за да се инсинуираш како можам дефокусира да те јавноста. оставам. И Кој ми потоа дал ние мене ќе дигнеме задача, ука Ова зборите околу конкретно тоа. сега за А овој А тој ќе дојде овде и ќе го демантира тоа, ќе се Кај повлече знаеш ти ја и што ќе ќе каже кажам? дека тој експлозив му видове служил ти за уривање на некаков си камен на некого негово ама ти име. дали си видовето, од кај мола. знаеш ја што ќе кажам? Тоа е толку смешно, прочиташ што Па ти насме се ако ти е смешно бе човек. Значи Смешно јас е, не припаѓам смешно на е. ниедна партија. И- Јас за разлика од тебе, Добро е што е смешно јас сум и што ги не критикувал инаку би било жално. многу повеќе ВМРО неголи СДС. Тоа знам. И не можеш да ми кажуваш ти дека мене некој ме инструирал, ја да апсолутно ја од позиција на граѓанин кој себе си се представува. Не ми доволно со тие етикети со кои се бавиш цел живот. Доволно е. Тоа е твоја. Кажи ми ти тврдење. дали пишуваше на постови дека ќе ги кубиш тамо палмите и дека сонуваш да влезете во собранијата, во институциите со народ и да ги метете со лисјата луѓето. А што е тоа Тоа не е нелегитимно? повикување на револуција. Да. И пак И која е што? разликата? Што е нелегитимно? Како? Тоа е нелегитимно да повикувам да влеземе во собрание и Нелегитимно. да ги избркаме тие што истите Не. тие што ги Повикување на изфрлија, револуција е што ги кривично изфрлија дело. нашите. Демири, да ве прашам, имаме ли ние проблем во општество сериозен во ваква поделена една ситуација? И каде да ги бараме начините за одлепување од таквиот моментум? Добро, значи мислам дека проблемот е малце покомплексен. Значи да се тоа фактички претргнеме од она СДСМ ВМРО главата ни чади од тие перспективи и од тие одредби, да кажеме. Мене ми е мило што сум овде со актери. Ова значи би сакал да ја од секој ден сум со актери меѓу другото. Меѓутоа би сакал да сум со режисерите на ова, а не со актерите и оние кои го играат ова. Мене жал ми е што, например, Владо Јовановски е одличен актер, меѓутоа има лош осет за политика. И многу лошо се изразува и направи тука една збрка за која што ете па ние до ден денес, односно од вчера до денес, ги интерпретираме таквите наслаги на речениците кои што тие ги содржеа, беа скриени, фактички бараме некакви скриени, како да кажам,
значење. Мислам дека нашето општество во моментов многу значајна работа е тоа дека треба да знаеме дека си имаме работа со национализам. Ние влеговме не сме во предворје на национализам, сме веќе во главната хала на национализмот. Без разлика од каде започна, можам и тоа да го објаснам, меѓутоа сметам дека сме и се меша патриотизам. Ако прашате националист, дали сте вие патриот, ќе ви каже да, јас сум патриот, а тој е националист. Што е национализам? Кратко и јасно. Национализам е кога еден човек или една група смета дека одредена територија, географска територија, му припаѓа нему и дека тоа е врзано со идентитетот и со историјата и со крвта, односно со самата генетика. И смета дека само тој смее да ја уредува таа држава. Прашајте албански националист, ќе ви каже дека фактички Западна Македонија е наша држава, односно наше место. Прашајте македонски националист, ќе ви каже дека Македонија е исто така до поеманем, до Солуни. Да, но живењето секој во свој атар не доведе до овде. Ние имаме војна, сакам да му кажам на фактички почитуваниот актер. Имаме војна, меѓутоа имаме војна за леп. Значи, овде има војна. Овде има народ кој гладува и има политички партии кои што го туркаат, а тој народ постојано да расправа за политики на етнички права. Не сум против етничките права, Овде оние кои што се најмногу репресирани, тоа е ромската заедница. Ромската заедница никој не ја спомнува поради тоа што тие немаат ни можност да дојдат да интервенират во сопствената историја и да го донесат сопственото прашање до ситуација на политички решлив момент. Немате таква работа. И сега ние имаме тука, ги имаме албанците од една страна, ги имаме фактички македонците. Ние, односно јас и вчера повикав на Facebook дека јас барам платформа за оние кои што не можат да ја платат струјата. Ќе потегнам платформа и за оние кои што не можат да си ја платат станот, пошто јас нема да можам од фактички 1 март да не си ја платам фактички станот поради тоа што нема да имам пари. Да потегнеме иницијатива и платформа да изградиме за нас кои што се бориме да преживееме и да врземе крај со крај. Социјална платформа, господин Јовановски, тоа нас ни треба, не ни треба ниту македонска, ниту албанска платформа. Зошто тогаш се испорачува етнички барања на ниво на уцени? Ги имаме политичките партии, ги имаме политичките фактори. Политичките фактори што ти прават? Тие во суштина создаваат такво замајување кај самите граѓани, ги одбегнуваат главните прашања. Имаме главни прашања, на пример. Имаме прашање дека имаме највисока сиромаштија во Европа. Дали со ова сте запознаени, господине Јовановски? Дали сте запознаени со тоа? Јас таа сиромаштија, нема да ме прозивате како овие на Facebook што еден од тие и Петар Арсовски. Добро, сега јас не сакам да ме мешате, јас тука. Добро, мора да знаете дека напаѓа, дека таквите како мене биле купени, подкупени, платени. Тоа се зборови на... Јас мислам дека ни вие, а ни господинот Петар, па не сте платени пошто сте многу добри актери. Да, ма такви напади сум трпел во јавноста и во приватното. Јас сакам малку да ве растресам од догматскиот Растресе сум доволно, нема потреба. Може да го прашаме еве Марин Бабич за тоа дали можеме околу таа една социјална платформа да се обединиме, бидејќи рековме дека сите знаеме дека Владо Јановски денеска е главната звезда на денот. Се извинувам. Да, и знаеме дека беше под еден силен напад на социјалните мрежи, предизвикан од неговиот пост. Ние имаме едно исконско право тоа да го браниме и затоа ќе го браниме и ќе ве молам да не се обраќаме толку директно секогаш кога имаме овакво. Бабич, дали овие платформи за кои што зборува Мариглен Демири може да ги направиме во еден да се обединиме околу економска платформа која што е проблем за сите нас, наспроти овие велико албански, велико македонски и слични платформи кои што е само за скривање зад параванот, а тоа е дека живееме у сиромашна држава. Кога доби поканата за емисијава, прво би сакал да ме ословувате како професија као глумец, не као актер. Така сум се чувствувал цел живот и јас сум исклучиво само глумец. А кој сака да биде актер, нека биде актер.
Кога ја добив поканата, најнаш ми стана многу тажно. Кога слушнав дека гостин ќе биде Владо Јовановски, колега, Петар Арсовски, колега, јас, нивни колега, и место ние да се сукобиме, да се сретнеме на сцената, да се сукобиме, да се сретнеме да разговараме за уметноста, да разговараме за одреден текст, за одредена представа во која што би учествувале сите тројца и би дебатирале дено-ноќно на таа работа, ние вечерва се собираме за ординарни глупости. Ова се ординарни глупости, наречени државни глупости, кои што нас не тероризираат, фактички во оваа држава владеат терористи, а не владеат политичари, терористи или политиканти, како сакате наречете ги. Немаме нормални луѓе кои што се занимаваат со нормална работа. Тоа е едната работа. Кога мислите терористи, на кого точно мислите? Дека владеат Добро, терористи? зашто ми се обраќаш со вие? Не ти се обрати со вие. Кога мислиш, се извинам. така. Кога мислиш терористи, владеат терористи, имаш конкретно некој сознание дека терористи владеат? Тоа се сериозни обвиненија. Значи терористи, ајде нека биде за твое успокоение, во наводници терористи. Ама тоа е исто пресилен збор што вие јавно го... Добро, јавно го кажувам и стојам зад него. Исто бе, Марине. Ама стојам зад него, Владо. Јас стојам. Па те прашам, Дека кажи ми, терористи да владеат знам да држава. бегам од тие терористи. Овако. Кажи ги Одиме, кои се. како кои се? Кажи по ги, кои се по Пази, ја ти кажам кои се. Ај ве молам. Така да? Бе, терорист знаеш што значи? Знам, многу добро знам. Тоа е едното, кое што ми беше тагата со која што дојдов во емисијава, а второто е нешто за кое што пишував скоро некаде, а тоа е за еден збор, за многу смешен збор и многу апсурден збор, се вика кохабитација. Ние тој збор кохабитација го употребувавме од 91-2 година во однос кон нашите соседи во странство. Занатре во државата, ние почнавме да го употребуваме зборот соживот. А кохабитација значи соживот. Со кого стремиме и соживот? затоа дојдовме тука да збориме Со за да ко- можеме да видиме дали може да имаме соживот меѓу нас. Значи, Иако сите можеме различно тука разликуваме. Неќум со него да имам соживот, затоа што тој е по етникум албанец. Јас сакам да имам живот. Сакам да живеам со него заедно. Неќам соживот да имам. И тука е професорке се забележува самото ниво на расправата носи голема тензија. Да, ќе го довршиме. Ве молам, мораме малку. Се гледа дека носи голема тензија, дека нетрпеливоста е многу голема. Таа е голема и меѓу македонските граѓани. Да. Зошто? Кој го произведе тоа? Зошто? Дали се тоа намерно Дали ме произведува во прашувате од аспект општеството? како универзитетски Да. професор, доктор по педагошки науки или ме прашувате како граѓанин политички одговорен што има своји ставови, мислења, како одговорна Па личност? можете да ги вклопите во еден мозаик. Не се вклопува одговорот. затоа што науката никогаш не кажува за говор на омраза, особено педагогијата. Тоа никаде нема да го сретнете. Не постои во педагогијата Не говор на постои омраза. говор на омраза. Меѓутоа можам да ви дадам пример како можеме да зборуваме за морални и неморални подобни наставници што воспитуваат и образуваат ученици. Еве го примерот што беше што со крстот со Заев што го носеше. Значи тоа се кривични дела, тоа не е работа за педагог. Тоа е работа за јавно обвинителство. Добро го става и Груевски на Ковчези Не, апсолутно, во Ковчего, ова, да. И тоа треба да се осуди. Мислам дека Додека не се санкционира говорот на омраза, без разлика за кого се однесува, за било кого. Добро, Затоа може што ли- тоа е кривично дело. може Тоа ли- не е работа на може ли едно педагогијата. прашање да ви поставам? Повелете. Како и вие пред малку. Да, со задоволство. Значи, неодамна, пред неколку дена, од разни страни, но еден конгресмен Добро. се залагаше за поделба на Македонија по етничка територија меѓу две балкански држави, па тоа што ќе останело од она што се вика Голема Албанија, да се одлучиле македонците со која Држава ќе држава живеат, ќе да, живеат. во суседството. Дали има некој нормален и овде во студиото и во јавноста
што мисли дека тоа може да помине без војна. А мислите дека тој став ќе помине Не, прво многу тој сериозно понуди сватен од било кого во Македонија? тој понуди тоа што ќе останело како парче од разграбеното, да сме се одлучиле дали со Бугарија да идеме. Мислите така територијално, како што некои се залагаат за кантони, тоа нема. Не, дефокусирате, господине. Нема српски кантон, бугарски кантон, грчки кантон. Ве молам да се вратиме конкретно. Вовед во криза и повикување на војна? Не, јас сум професор, јас сум должна да воспитувам совесни граѓани, да образовам луѓе. Вас не ве прозивам за тоа дека сте вие виновна. Ама зошто ми го споменувате конгресменот? Мислите дека влија и дека не, јас да ве верувам? прашањето знаете кое е? Кажете. Зошто нашата лицемерна јавност, кога се случуваат такви работи, доаѓаат секој ден од разни страни, зошто не реагира дека тоа е отворен повик за војна? Ама имаме ли ние влада, имаме ли ние министри? Зошто министерот, како се викаше за надворешни работи, не ни ги паметаме имињата, се менуваат? Поповски. Без В е? Добро, Поповски. Добро, колку што разбравме на средба со тој американски конгресмен 2 дена претходно бил Не, министерот денеска има нова ситуација. за одбрана. Денеска има нова ситуација, следам и јас политика, дозволете ми, Младен. Сега тоа е друг дел од разговорот. Не сакам да го довршам ова. Денеска, ако државните институции, Министерството за надворешни работи не излезе со јавен став, државата, владата, кој да излезе да каже? Јас не сум експонирана личност. Мене ме знаат само студентите. Јас ве Вие прашав, сте дали е експонирани. ваше, мислам, дали чувствувате дека јавноста, медиумите, оваа совесната јавност кои вака личуваат луѓе како мене треба да одговорат? Под совесна јавност? Па Јас не ве разбирам. непристрасна. Знаете во која смисла? Кога некој едно новинарско перо, како се викаше, вие знаете, можеби по ова што ќе го кажам, кога јавно сонуваше во медиумите како човекот имал желба и сон, Куршумот како поминува, моја цепи главата на Груевски. Зошто не се дигне и вашата телевизија, и Телма, и други телевизии да го осудат дека е тоа повик за убиство? Каде бевте вие што сега мене ме прозивате за потешко изговорени зборови да реагирате? Да ве подсетувам уште со такви примери. Предпоставувам вашиот говор, вашата личност привлекува повеќе внимание. Извинете, И затоа треба за да добар внимаваме. конј се дига прашина. А затоа треба да внимавате што пишувате, изборувате. Слушам за некакво цепење на главата на Груевски. Тоа прв пат слушам, немам поима кој тоа го кажал, тоа се што вели Марин ординарни глупости. Исто тоа тежи, колку што тежи изјавата на тој конгресмен, кој што не знам, сум заборавил како се вика. Тоа треба да се, како викаат србите, да се веже мачку о реп. И тоа за некого овде, од присутниве на ова, значи повик на војна? Не, тоа е неговиот личен, натрешен повик на војна. Он во таа изјава гледа опредметување, остварување на своите сништа. Она што е негова задача, негова цел да направи дефокусирање на јавноста. Тоа е задачата која што он треба да ја изврши како симпатизер на владеечката гарнитура, За мене ли за да Не, даде вакви изјави, за да можеме да се собереме овде и да дискутираме околу тоа, не водејќи сметка дека на Груевски и на владата, криминалната влада, им останува само спас да го елиминираат специјалното јавно обвинителство. Тоа е фокусот нивни. Бидејќи тоа не им успева и се оди на нивна штета, они сега пуштаат некакви си вакви лакмуси и изјави по фејсбукци, по не знам што, а за тоа бираат јавни личности. Не сакам лично нив да ги обвинам, за да можат да добијат на време, како што се докаже и досега, за да можат да го одложат својот крај. Од еден докажан човек што владее многу добро со манипулации вака вербални. Значи, многу лесно се изговараа зборови. Фашистичка влада, фашистички режим, диктатори. Каде бевте вие како новинари? Вие како миротворци да се спротивставите... Секогаш на линијата на фронтот. На линијата како дојде оваа власт, која ме нарекоа кодош на Ристо Шишков, ја застанав против
оваа диктатура. Па извини сега, Секогаш, извини, цело ама време. тој прекар не ти го Ја дала знам власта. колку ме чини тоа. Па така е. По задача на... Не ти го, така ти вика на сега тебе и уште ти ќе тврдиш 90. дека сум кодош, така? Не тврдам ја. Не, така Тако е. име ти ставиле. Тако име знаеш ми како ставиле, вика, да не точно ти така. искочи име. Така е, тоа е методата Па на... што мислиш ти, Демири, дали Петар форма- Апстовски? Не, Ајде малку да добро, само он избор. Па добро, не. Пошто ми дадеш лагно. Не, чекајте сега. Убаво време си имате Значи, си кажавте. убаво кажа. Ај малку да збориме сега со Демири околу Овој одстрел е како Шишков кога го одстрела. А колегите го кодошија. Ти сега само ми дадеш лагвор. Ја не велам дека си кодош. Никогаш не сум го рекол. Ајде да го оставиме Шишков на рад да си лежи во земја. Мене ме викат Лале. Него го викат кодош. Значи што да правам? Прекар е тоа. Така е, прекари. Добро, а да се вратиме малку да поправиме муавет за она што навистина сме дојдени. Кога ти зборуваме сега за работа кој се нешто. Демири, дали преку Јас сум сувишен тука гледам Ајде дека дали во вашата. ајде овако, дали Македонија во ова безвластие практично некакво во кое што живее, очигледно продуцираме многу нервоза. Дали формирањето на идна влада може ова да го реши и да добиеме побрзо едно смирување на овие тензии или мислиш дека ќе бидат вовед во нешто по-лошо? Мислам дека нема да се среди работата, мислам дека ќе не чека интересен период според она кинеската. Сакам да кажам дека не се плашете и вие од ВМРО или и да не сте од ВМРО, сте по таа идеологија, знам. Во Америка победи господинот Трамп, а вие се радувавте на тоа така што ќе не заштити Трамп, тоа нема проблем. Добро, сакам да кажам дека не чека едно раздобие многу интересно, ќе треба тука навистина да имаме многу живци, ќе има уште многу моменти кои што ќе прават по дистракции. Јас мислам дека дистракциите главно потекнуваат од произлегуваат од самите политички партии, како што ствари кажав претходно. Тие ги контролираат медиумите, тие контролираат она што треба да размислуваат луѓето, што треба тие да зборуваат меѓу себе. Мислам дека во сите политички партии, во она предизборие нормално, освен левица, да и ова фактички си отврдам како човек кој е дел од левица, дека имаше националистички усилби и имаше националистичка реторика, кај некој имаше латентна, кај некој имаше повеќе. Проблемот, например, е со опозицијата, односно со најголемата опозицијска партија, која што му се обрати на албанскиот народ со некакви латентни националистички пораки. Многумина албанци гласаа, албанците проба да се евакуират, односно албанските политички партии, проба фактички да изградат некаква платформа, па после тоа македонски политички, Дзинго, например. Кој е тој човек? Го нема никаде, не го знам јас тој човек. Се јави сега, ќе правел платформа, ќе правел за Македонија, социјалистичка партија. Што е спорно? И сега, па што е спорно? Што е спорно? Треба книги читање, тоа е спорно. Добро, ајде кажеш ти твоите книги што си ги читал, што е спорно еден граѓанин да се заложи и за македонска социјалиста милионер, со демохристијани. Не може социјалистичка партија со демохристијанин да биде врзана. И добро. Какви непринципиелни коалиции? Јас да продолжам. Не прашам, еве ја ти одговорив место мене. Барем ќе добиете сега набрзо збор. Само на нив зборим даваш. Па, мислам дека вие само прекинувате. Јас постојано молчам. Пошто не ми давате да се довако. Ако имаме ова што молчаме поради тоа што ве почитувам многу, верувајте. Иначе не сум толку културен. Добро. И посакам да кажам, еден социјалист, како него милионер, знаете, тоа е многу оксиморонска појава. Као Трамп што е социјалист. Па нели се јавува... Имаме ситуација во која што граѓаните во Република Македонија ги застапуваат милионери. Милионери дебатираат, се договараат кој ќе прави влада. И се замислете, вие живеете некаде во Битола, Јени Мале Битола, значи сигурно ме гледаат, да битолчани знаат каде е тоа, Јени Мале Битола, ви течи кровот, фактички немате леп да јадите, односно имате леп да јадите, ама само леп имате да јадите, ништо друго. И некој некаде па дебатира дали ќе се зборува албанскиот јазик, не македонскиот јазик, не Охридскиот рамковен договор, да го има, да го нема 20%, 25%. Добро, ама не е уникатна македонска ситуација дека побогатите и помојните одлучуваат и составуваат влади и се стануваат председатели, тоа е последниот пример. Види, само реплика на ова за твое одобрување. Значи,
се согласувам дека се измешаа работите што значи левица и десница. Дали мислите вие дека Социјалдемократскиот сојуз, вака како некој што го памти многу добро тоа време, затоа што просто немав никакви можности да се развивам во тоа време. Дали мислите дека заслужува име да носи такво социјал, па демократија, ем социјала, ем демократија. Значи луѓето што ја створи олигархијата, Точно. што испуштија 250.000 вработени, Точно, кој им се дал согласувам. морално право да го монополизираат името социјалдемократи. Што има социјалдемократско кај олигарсите што ги створи Ништо нема. владата на Бранко Ништо нема. Црвенковски и тие? Ама знаете по што? неа? Ама знаете што? Колку Владата на ДПМН е со извинете. ВМРО? Не, извинете. ВМРО ДПМН е повеќе левица затоа што се грижи. Нема идеологија. Луѓе, Готово. дали може јас сега малку, пошто мене да. ВМРО ДПМН патетична Олигарсите на левица. ВМРО и олигарсите на СДСМ заедно јадат кавиер и пијат скапо вино по изложби, изборуваат Имено. за апстрактна уметност. Дали разбирате јас? Тоа сакам да ви укажам тој Па Жалосно е дали што е тогаш така. треба да ја Имаме, браниме ние- ние државата од олигарсите или треба да ја браниме од некој конгресмен таму што кажал Не дека конгресмените, Македонија ќе се баталете дели, кој ги што тие нема приказни, вака. се молам. Бабич, околу овие платформи ве што не делат, еве имаме албанска, Добро. имаме македонска, кон каде води тоа општество? Води кон онаа дупка што е ископана, води кон онаа дупка на која што мислевме дека дното сме го допреле, меѓутоа никако лопатата да извадиме од раце и таа дупка ја копаме се повеќе и повеќе и тонеме се повеќе и повеќе надолу и надолу. Прво, би сакал да прашам, бидејќи ја појма немам, неписмен сум изгледа за тие работи, дали некој ја ги прочитал тие платформи, тие точки, 5 точки на ДУИ, БЕСА, Алијанса и не знам ДПА и кој и мој, и која е таа платформа и што пишува во таа платформа, заради која што и Владо еуфорично го напишал тој текст за црпката од Муртино. Што пишува во таа платформа и што е прифатено и што не е прифатено? Што прифатило ДРПМН? Извини, Владо, јас таа партија ја викам ДРПМН. Ете, повторно вреѓате. Ги Ама вреѓате вие не сте во чувствата. таа партија, Ама не си член на таа како партија. граѓанин, Ете, така. Ама не имам си и ти член на пријатели таа од таа партија. партија, од СДСМ и од сите партии. Имам и јас и од Зошто таа партија. Зошто да ги вреѓаме и Ќе едните ти и кажам другите? после со прашање лично од тебе. ВМРО, да. Значи, ВМРО го тргам на страна. Ама не ви дал никој право. Ако не сум ја, дедо ми бил ВМРО-вец. Кој ти дал право Значи, да го бришеш ВМРО? Што прифатил? Што прифатила таа демохристијанска партија? Што не прифатила? Бидејќи чувме овако. И сега ти мене ми поставуваш прашање за тие платформи. Не ги знаеме тие платформи. Не манипулираат како сакаат и колку сакаат. Едните за да се извадат за поразот кој што го доживеава на изборите, тоа е ДУИ, преполовени гласови, партија која што е на прагот на умирање, Чуј Бог да чу. на прагот на умирање, Политичко. политичко умирање се разбира, политичко умирање. Но Другата партија, Владомир, зашто имаш потреба стално да упаѓаш у збор? Оти само ти тоа збореш, бе. Ја Ај, имам нешто конкретно. Јовановски, ти- ајде. Да чекай, прашање бе, што јас. дозволи ми да завршам. Ама Нека што ти заврши, дозволам Бабич, на ајде. секој втор збор ти навреди кажуваш. Владо, Добро, ама не ве Дрпама спомна. не е. Не ве спомнава сега. Ама Ако важно се ли збори е? општо, Принципот го окей. бранам. Зошто за преак збор? Владо! Јас сум викнат овде на стрелање, а овде се допушта говор на омраза на секој втор збор. Чекајте. Овде никој не ве викна на стрелање, Не, туку не, ве јас викна викнат во за- живо да затоа можете што да си го целата објасните јавност. она што кој те сакате. Така спомнува ли тебе? беше? Ти Дали се мога да ви изјасни кажам? дека не Еве си ќе ти член кажам, ти на ме таа спомнуваш. партија. Засрами се за она што го напиша вчера. На Да моја... се застрамам? Да. Владо, Ти се залагаш... препрочитај го, сега- те бранам таму, Не, човек. чекај. Во првиот пост. Значи ти се залагаш. Немам прв втор. Не. Јас го имам. Значи ти се залагаш јас да добијам отказ од работно место. Срамота. Прочитај уште еднаш. Срамота. И на крај ти пишувам да не ти дае Господ да го доживееш тоа што јас 5 години го Ја трпам. го доживеав и во време на СДСМ, Не е ме брка точно. од работа. Не е точно. Ме- Не е еве, точно. еве. Филмови снимаше,
Работеше? После мојот отказ од работа, со години не снимав ни филм, ни никаква представа. Па се засрам... А сакате да ви кажем од кои причини беше тој мој отказ? Од какви причини? Ќе бидам краток. Отидов на погреб на другар во Куманово. Се јавив каде сум. И на секретарката, и на директорот. Вечерта се одигра представа, а представата и така имаше алтернација што требаше да игра. Еден колега. Петар Арсовски многу се грижеше да го вработи. И тоа се па други... Не ми упаѓај. Значи, така ме прво отстрани од Уста таа не представа. отварам ја. За разлика од Право тебе, така. не ти упаѓам. Значи, ми упаѓаш. Значи, од нехумани причини, јас отидов на погреб на другар во Куманово. Вечерта представата се одигра, са бајлето ми стигнува отказ заради непрофесионализам, затоа што, не знам што тамо, писмено не сум дал на писмено кај ќе идам. Па тоа беше срам за нив, им напиша некои луѓе, Рамуш Харадинај, од Хаг го пуштија на погреб на брат му. Тоа е некрофилија. Ти ми збориш дека ти се случувало. И мене ми се случувало. Добро, дали тоа што се случувало, само да ја прашам, дали тоа што се случувало еднаш, треба да се случува пак? Или треба да ставиме крај? Ајде како тоа? Дајте, ние цело време се караме и вклучително и вие и господата тука. А па види, еве ќе ти кажам. Како да ставиме на тоа крај? Еве ќе ти Значи, кажам. зошто ако Бабич останал без работа, зашто вие како колега не сте му дале подршка? Абе ја не Исто знам како и дека тогаш. останал без работа. Прв пат слушам. Не, сакам да кажам, еве не мора со поединеч. Да се качам на буништо и да се фалам Значи, дека сум останал без Марине, работа. ти таму пишуваш некој без ќе ни се смее јавноста, море. Некоја реклама за, не знам, да правиме реклама на маргаринот таму. Демек ти си ја снимал и ја после сум ти ја земал. Дали си ти нормален? Не, што не збориш? реков дека ти си ми ја земал. Па како? Твојот глас се појавува место мојот. И па што сум ти ја крив бе? Не биле задоволни Ма од ја тебе? не викам дека ти си ми крив бе Значи човек. не биле задоволни од тебе. Добро. Ме викнале мене Ајде и ти го тоа правиш да проблем. не монополизираме дебата. Ова забрането ли ова за деца вакви дебати? Не би ли било убаво да се ги слушаат? Ајде како Мориме. педагог сега да ни Еве одговорите, како зашто педагог јас ќе кажам дека што произведува ова општество кај децата? медиумите што произведуваат, медиумите, семејството што социјалните мрежи, произведува, семејството. училиштата што произведуваат, ние универзитетските професори, тоа сакате да ме прашате. Мене ми е многу криво што прифатив да дојдам на оваа емисија затоа што нема ни почеток ни крај, нема некој концепт, има само едно препукување и јас веќе немам ни идеја што да кажам за да биде продуктивно, затоа што и тоа што ќе го кажам потоа ќе биде префрлено на лични навреди меѓу. И па еве ја ќе ви помогнам за децата малку. Мене да Како ми јас помогнете, ги не смирам? треба да ми помогнете. Како да ги смирам? Еве кажете зошто живееме во Вие не треба да пишувате такви постови не. за да Малку пауза за реклами, да се одмориме 3-4 минути По 16 години и забранете после продолжуваме емисија, со прашање од публиката. Колку има пауза? Повторно сме во 24 отворено. Гости се актерите Владо Јанановски, Петар Арсовски, Марин Бабич, граѓанскиот активист Мари Глендемири и универзитетскиот професор Јасмина Делчева Диздаревич. Професорке, вие некако добивте најмалку време во оваа жолчна дебата претходно што се разви. Не знам, актерска екипа сега ќе го компензираме, да, очигледно актерите се желни за збор. Сега ќе го Секогаш. компензираме. Говорот на омраза кој што ни се случува во општеството и на социјалните мрежи. Какви личности произведува, особено во помалата категорија, пошто знам дека вие тоа го владеете и тој процес, како можеме да избегаме од тоа? Не можеме да ги затвориме очите и ушите на децата. Не можеме да им ги затвориме. Педагогијата како наука свој предмет на проучување е воспитанието и образованието. Целта на воспитанието е детерминирана и секогаш била и ќе биде од општественото уредување. Каква политика имаме, такво образование имаме. Ако имаме сега како што е така наречено демократско општество, тоа значи дека се вртиме кон поединецот, кон индивидуата, кон неговите потреби. Говорот на омраза, педагогијата во науката не го познава. Ние само може да ги заштитиме, односно да ги научиме да имаат критички став кон нештата што се кажуваат. Да градиме совесни, паметни ученици, луѓе, понатаму способни. Дали општеството создава такви вредности на кои што можеме да ги учиме? Не, за жал не. Не. Јас можам да зборувам од аспект како професори за моите студенти. Грчевито се борам
не знам другите што прават. Младите ни заминуваат, мислам, тоа е... Заминуваат затоа што се апатични, не гледаат ништо и причината. Можеме да зборуваме за морално подобни наставници што воспитуваат и образуваат деца и неморални. Тоа може, а ние како педагози, како Институт за педагогија и со сите педагошки дисциплини што се застапени, никогаш во речникот не сме имале говор на омраза, нити па тоа постои во науката. Мислите дека во самото образование има поделба помеѓу професорите, дека оно што се случува во општеството го цепи и образовниот систем? Апсолутно, не може да се издвои образованието од политиката што се случува. Затоа што самото вработување, кога е партиско и кога во една општина имаме градоначалник од партија, кога тој наложува на училиштата да се свири химната на секој понеделник, кога тој наложува да се облечат децата во како Александар Македонски, каков пример даваме ние? Знаете кој е најточната дефиниција за воспитанието? Воспитувај онака како што сакаш, однесувај се онака како што сакаш да се однесуваат твоите деца. А за да немате проблеми и да ги заштитите вашите деца, никогаш не треба да предизвикувате. Бидете пример. Добар пример бидете. Долго време. Но никој во ова по се поделено општество до сега не ме остава на раат за ништо. Зошто бе ни една телевизија не ме викна, еве, у понеделник имам премиера на филм во Хрватска, во Загреб, со хрватски пари. Пред 3 месеци имав во Србија со српски пари. Без Македонија да учествува во тие филмови. И во Црна Гора и во Косово. Добро, дозволете да се доискажам затоа што постојано имате нешто да кажете. Зошто никогаш за убави работи не ме викате, само кој ќе оцените вие дека јас ја загрозувам стабилноста и безбедноста на општеството, ме оцрнувате, ме напаѓате, зборувам за тие што го прават тоа. Ова е невидена тортура што мене ми се направи последните 2 дена. Мене ми е многу жал за вашето чувство. Јас сум одбран како таргет, како мета. Не сами предизвикувате, не. Јас не доживувам. Види, еве ќе ви кажам, како глумец, јас што сум загрижен за состојбите, да не случајно, не дај Боже, има војна. Јас многу повеќе од вас се грижам за војна. Јас напишав еден таков пооштар текст за да го предизвикам вашето внимание да ви текне да ме викнете во емисија. Па еве да можем да се пофалам и дека имам премиера во Загреб. Каков пример им даваме ние на нашите деца? Мислам дека ја водите дебатата, се извинувам, Младен. Ајде молам, значи вие се обративте на господинот, значи вие се обративте и со право ви одговори, пошто вие го предизвикавте тоа кај него. Арсовски, бевме кај децата, каков пример им даваме на децата и какви генерации произведуваме? Мислам дека имате искуство во тој сегмент добро. Па, лош пример им даваме. Лош пример им даваме, јас се согласувам со професорката, дека основата за изградба на едно општество, децата и младите се загубени за оваа наша владеачка гарнитура. Може би и претходната правила грешки. Но, ова што се прави сега е невидено во однос на учебниците, на образованието, на разни мисии и проповеди кои што јавно на телевизија со сати се пренесуваат, а во гледалиштето на Македонскиот народен театар, за кој што дадовме 52 милиона, седат деца од по 8-9 години. За какви зборите мисии? Не ве разбирам. Директно на телевизија се пренесуваат мисии. Тоа е платено од, не знам од која црква. Мислите литургија овие што идат? Литургии, точно така. Со помош на свештено лице, на децата им се говори. Сакајте го Исус Христос, Богородица, Мајка, не знам, со сати се пренесува директно на телевизија. Потоа излегуваат нивните учителки и професорки кои што исто така кажуваат делови од Библијата и од молитвите, а децата по нив повторуваат. Ама во која функција е тоа? Тоа не можам да го сватам. Тоа мислите што е гревот на системот? Секуларна држава го импонира системот тоа и не дава можност да јас не сум видел дека тоа има такво влијание во медиумите. Значи не можам да го поделам тоа мислењето дека секој ден ние гледаме литургија и миси на телевизија. Ние бевме сведоци кога се фрлаше крст во некакви леѓени во Охрид во присуство на учителки на деца кои што се од 5-6 години. Кој што се цел Балкан прави. Тоа е обичај исконски со векови. Дали вие сте ги прелистале учебниците на своите деца, да видите што пишува таму?
Добро, имаше големи проблеми, јавува за Точно милион така, мали вие знаете. проблеми. Имаше, Така е. има. И на крај, за да не должам многу, резултат на сето тоа ни е 600, скоро 600.000 млади заминати од оваа држава. Само Која е мала нашата реплика, иднина? ако ја заврши Што е- господинот постариот. Што Момент ќе ви е дам. која иднина им пружа на младите оваа држава? Кој е темелот на општеството? Ние како родители можеби ќе се трудиме да им дадеме пример на децата. Да им помогнеме, да им дадеме смерници, но не сме единствените. Децата мора да имаат обкружување и цел систем кој што ќе работи и ќе им овозможи да можат утре да бидат истите тие деца градители на тој Демири, систем. За? за ова што го зборуваме околу воспитувањето фактички на младите, да. Па добро, младината. Па каква младина вие барате и очекувате од фактички држава во која што партиската книшка и припадност е главен услов за Точно и тоа. вработување? Каква И етничкиот клjuč. пријетнички За жал. За жал. На штета на квалитетот на кадрите. Да. Каква младина вие очекувате од длабоко конзервативно општество во кое што, например, младите немаат шанса или можност да можат да одбираат, да избираат. Имаме според Советска банка, например, имаме 400.000 лица иселени од Република Македонија. Јас сум интернационалист, не е проблем тоа што младите се селат, туку се селат поради тоа што немаат можност да одберат овде да живеат, немаат каде. Имаме значи катастрофално лошо образование имаме, катастрофално лошо образование. Има луѓе кои што факултети завршуваат, но не знаат да читаат. Немаат прочитано ниту една книга. И после станува проблем сега албанскиот јазик бил проблем или македонскиот јазик, пошто знаете дека албанците во Западна Македонија многу не го знаат ова фактички македонскиот јазик. Фактички македонците не сакаат да го учат албанскиот јазик, а преку јазикот ние се запознаваме, ги уствари запознаваме најбитните категории, онтолошки категории, наши како поединци. Преку јазикот ние го запознаваме страдањето на другиот. И со тоа фактички влегуваме во процес на сострадание. Но на заедница градиме на ова таков начин. Ние ги учиме луѓето да не се сакаат. Не го сакај, оно е албанец, не го сакај, оно е македонец, оно е христијанин. Оно е уствари, што ти знам, таму е белец, оно е црнец. Но дали знаете дека во оваа држава, например, ова е многу битно прашање, мене лично ми е многу битно прашање, затоа што се залагам постојано. Дека над 20.000 роми во последните 4-5 години се вратени од македонските граници и се расно профилирани само поради тоа што се роми. Не ги пуштаат од границата на македонската граница, во суштина па не им дозволува да ја преминат границата. Дали знаете, например, дека е на прво место во Европа по број на смртни случаи на работници? Никаква заштита. Кој ќе работи тука? Кој ќе работи? Нема да работи никој. Овие прашања, пријатели мои што се тука заедно, да ги тематизираме на Facebook, да ги пишуваме, да притискаме власта, институциите, да ги решаваат ваквите проблеми. Имаме најголема стапка на смртност на родилки. Зошто е тоа така? Од една страна власта ви бара вас, правите трето деце, правете трето дете, од друга страна после тоа не обезбедува никакви услови. Можат фактички приватни болници да раѓаат само тие богатите, односно луѓето кои што се блиску до власта или кои што имаат стварно можност, имаат пари, се економски стабилни, да се лечат по јавните клиники. Инаку по како се вика приватни клиники. Не можат да се лечат. Ова се битните прашања. Верувајте дека елитите никогаш нема да дозволат оваа држава да се распадне. Тие ќарат од оваа држава, тие живеат од оваа држава. Елитите, како што кажам. Лично сум ги видел луѓе од врвовите на двете најголеми партии, шампањи си пијат и си прават
појма немам муамет, за Кандински да кажеме. А ние си ги кршиме главите на улица. А ние леп немаме да јадиме. Треба, ова мора да се смени. И мојот апел е во суштина дај да поработиме малце на тие платформите што ќе донесат живот, малку да поживееме, да се разбереме. Да се разбереме. Социјалните теми, да зборуваме, да го учиме јазикот на другиот. Зошто да Не на тоа сила. да не стане, точно така, да не стане на тоа да не стане Наметнато, да не биде. можност во која што ние нема да можеме да одлучуваме. Мора да имаме простор да одлучиме. А може ли да се Јовановски, да ве согласиме прашам, дека да ве си- прашам, повелеш. вам, Најпосле не- добив и прашање. Дали ви пречи таа партизација на општеството во која што Партизацијата живееме? исто така. Ма да изминете, да. Изминатава декада, не велам дека Пошто ја и претходно спомнав на немало, почеток, но неподелено е мислењето дека партизацијата силно навлезе во сите пори на општествените системи. Особено во последниве 10 години. Дали ви Не пречи? Дали особено мислите дека последните 10 добро години, еве не. дека Не, и не, во не. последните Од 20, 90-та, од 90-та, не. дали тоа ви пречи? Дали мислите дека против тоа треба да се бориме? Апсолутно. Дека Не тоа да е ми нашиот пречи. непријател. Да, Дека не е нашиот непријател некој имагинарен кој што утре ќе ни ја исаче државата на шпарчиња. Не се Туку имагинарни. Ние ја Не ние ја се делиме имагинарни. Тоа се државата од конкретни натре. Дали закони. имате чувство дека делиме државата од натре? Не, апсолутно, тоа не дека имам чувство, него сметам дека тоа е нашиот најголем проблем во моментот. Кој е виновен за тоа? Тие што има агенда да го поделат народот, Кој е најодговорен за за да го тоа? владеат. Кој владее 10 години овде? Види, ја не можам да поднесам изјави на луѓе што биле министри во владата пред да биде ВМРО од СДС, еднаш или два пати, кои викаат 10 години од како е ВМРО мрак. Абе, чекајте луѓе, валјда има 100 дена од како ќе состои влада, валјда одма не ви се стемнило првиот ден. И тоа сега го вергла 10 години е проблем. Значи, од првиот ден кој е дошол ВМРО е проблем. Па малку бар да рече 9, 8, Греши, 7 и пол. Јас викам 25. Значи, јас да не ги така Добра, ајде, нека периоди. се, не е важно колку, Да. важно можеме да се согласиме околу тоа дека постои Значи, најстрашно за македонското ткиво е поделеноста. И тој јас не го направив јас. Многу луѓе кумува на тоа, можда и од едната и од другата партија, но имаше и јавни такви настапи на бивши министри од владата на Црвенковски, дека треба да се поделиме по сите основи, театри, посебни кафанија, тоа сум го зборал и на друга овакво. Ја најмногу тогаш реагирав. Знаеш зошто? Затоа што ја кога дојдов да работам како глумец во Скопје, мене беа исти сите. Не сум правил разлика бе партија, да од која партија не ме занима. Значи, прво Сега ве занима? лични контакти со луѓето градев, а второ ги почитував и ги ценев луѓето според индивидуалните вредности, а не според партиска книшка. Значи, зошто се наметна тоа како услов? Сите треба, целото општество наше, да се позанимава сериозно, а не со, да речеме, агенди составени у други држави со други премиери, како уцена. Ова само мала реплика, не мислам дека последните 10 години, не знам колку се иселиле, а тие бројки не ги навистина познавам, не сум партиски човек. Како што исто мислам дека Тоа нема врска со насушно ни е потребен попис. И не само на луѓето. А зошто не го На спроведе Груевски сиромашните, да ги потписот? изброиме сиромашните господине треба. Јовановски? Јас мислам за тоа. Ама Тоа е прво прецедент. сиромашните ќе ги изброиме, Ето па ќе така. отвориме народни кујни. Не мора на. Ама да признаеме дека Ќе го земеме иселувањето од богатството. Македонија, се ве молам само да се доискажам. Иселувањето од Македонија не е во последните 10 години. Ве молам ако сакате Бабич, значи мојот брат пред 10 години економски емигрираше и замина за Словенија. Пред 10 години. Мојот регион, Североисточна Македонија, најмногу се исели кога пропадна рудниците и фабриките во времето на Бранко Црвенковски. Не може така Сега да... овие 10 години, Знаете дека дали во тече последните мет и 10 млеко? години се прави реприватизација. Ако Бранко од 90-тите и што ти знам некои други правеа приватизација, и јас сум многу против тоа, пошто сум левичар. А меѓутоа,
Овие направија реприватизација. Абе не знам што направија, стварно поима немам. Значи јас Треба малце да ги читате извештаите. За не е фер вака да доаѓате. Тука да правиме муабет. Јас сум за тоа криминалот да се гони без разлика од која Па и партија јас сум доаѓа. Но ве молам, дали ќе се согласите со една работа? Реплика. Само да го Барам поставам реплика прашањето. по хитно. Чекај го Бара немаше одама Барам збор, само реплика да по се хитно, ако Бара. нека се доискаже, после ќе добие. Значи, дали има некој... Еве, ќе бидам краток. По мене, на последните избори, каде што го исполитизира и последниот непартиски човек, ВМРО доби нели со еден глас и така натаму, но во однос на една кампања агресивна што се водеше платена од со големи пари на страна на опозицијата, кај што се вклучија многу сегменти од општеството, мислам дека Македонија, не ВМРО, извојува голема победа затоа што покажа дека и покрај толкава голема перење на мозокот, лискани пари за да се сруши некоја влада, македонците можеа да направат дистинкција, без разлика на медиумската пропаганда, да направат разлика на што е посуштинско. И они рекоа, да бе, и криминали, веројатно, имало во секоја влада, тоа го ставија како помалку приоритетно на рачун на виша цел и виша идеја, да си ја сочуваме татковината и како се вика и државата во рамки на уставот како унитарна. Рече краток ќе бидеш. Па еве најкраток. Не е прашање, ова Нешто не си ми најкраток. Веќе заборев што ми е реплика. Прашањето кое ви е? Па сега прашањето, ја сакам и на тебе да ти реплици. Еве го прашањето. Дали некој овде во студиото мисли дека човек има морален кредибилитет да уперува со прст кон другиот дека крадел, а сите сме виделе дека и тој истиот крадел. Има ли таков морален кредибилитет да ја вара раската во окото на другиот, а да не ја гледа гредата во своето око? И дали некој овде, тоа е едно прашањето, окей, ова треба да се одговори прашање. Тоа е едно прашање и дали некој има морално право да располага со нелегално снимани снимки и да е во состојба да може да уценува цела Стара држава. дебата. Стара дебата. Пред 2 Па години. се веќе Јас сакам да ти кажам, јас сакам да кажам, ова е битна работа што ствари сакам да го кажам. Мене ми е жал што вие, на пример, јас знам дека вие ја сакате таа идеја и ја почитувате идејата, знам. Меѓутоа битна работа. Македонија не е само името и апстрактната целина. Македонија е болницата во која што ние се Да се лечиме. согласувам тука апсолутно. Ама Да, тоа е многу значајно прашање, да, што Ама го тоа е поставувате најбитното сега. прашање. Значи не е Македонија некаде кој знае каде па паднала од небо, па ние не знам, па ние ќе ја сакаме. Школото е Македонија. Нашиот добро, муабет овде, културата што ние ја се прикажуваме, согласувам, тоа е така Македонија. Ма зошто испорачуваме нешто што Дали ме сваќате? надвор од сите овие наши секојдневни проблеми кои ги тангираат сите граѓани. Јас пред 5 години сам сакав да учам албански. Тоа е друго. Добро, ама сега прашањето повторно на него дефокусираме. Околу тоа можеме да се навратиме при крајот која Па еве, ако ми одговорили некој како другарот. Ако цитирате вака, да си запаламе на цигара па се вратам. Па не е убаво да се пуши. Значи, седете тука. Значи нема да запалам Ајде. цигара, така ќе искочам. Ајде повелете. Што да повелам? Па сакавте со репликација на Сакам да му кажам на Владо Јовановски. Драг мој колега. Ова кога го велам драг, на вистина мислам драг. Фала ти, јас те почитувам. Само затоа бев изненаден што ќе се погрижиш за да би останам без работа. Лошо си читал. И Не, сега неубаво ќе го си извадиме читал. од компјутер, Не, што ти е. Саќе ти го прераскажам таму Ама кога не ми го излеземе надвор. прераскажуваме, ќе ти го најдам. Ќе го прочитаме. Велиш иселувањето дека не е од овие 10 години. Па, апсолутно. Добро, се согласувам. 2005 година. 2005 година. На власт СДСМ. Така? 2005 година Бучков, мислам дека беше премиер. Бучковски, пардон. Беше премиер. А 2005 година Бранко Црвенковски беше председател на Република Македонија. Така ли беше? Така беше. 2005 година се случи трагичната смрт на Борис Трајков. на Борис Трајковски. порано беше. 2004 се одложи патувањето во Даблин, бидејќи во истиот ден требаше да се поднесе нашата кандидатура
за членство во Европската Унија, тоа се случи во 2005 година. Јас тоа го викам, ни се подотворија вратите за влегување во Европска Унија. 2005 година. Радмила Шекеринска. Тогаш бела јас иселувањето го викам бела чума. Белата чума не беше актуелна. Не беше актуелна. Иселување имаше, сигурно дека имаше иселување. Меѓутоа, во толкави размери, Немате чекај, релевантни податоци. не ме прекинувај. Од каде по Ама не ме прекинувај. која статистика? Добро, зашто сакате сега? За Сакам да безперспективност, кажам, ај кажете дека- ја поентата. Белата чума се случува во последниве 5 години. Ама не да го докажеш, не е така. Во последниве, Не е така. ќе ти докажам после Ми емисија. податоци Добро, ај релевантни. тука се младите, ај да ги прашаме младиве и Еве они ги, да тука дадат свој седат коментар да видиме се овако. што мислат за иселувањето на своите колеги. Кој ќе дигне раката? Тука е микрофонот. Ајде. Јас сум Михајло. Здраво, Михаил. Здраво. Сакам да прашам, само ме интересира. Мислам дека и јас се согласувам со господинот Марин Бабич дека во последните 5 години иселувањето е енормно високо и мислам дека наместо да се расправаме за сите овие теми би требало повеќе да обрнеме внимание на младите и на тоа што ќе се прави со тие што останале тука и што мислат да не извадат бугарски пасош за да заминат надвор. Да. Добро, да, ние во време кога правиме многу патриоти, не е многу патриотски ако ги тераме сопствените граѓани да вадат туѓи пасоши за да можат да избегаат надвор од државата. Арсовски, мислам дека сакавте да искоментирате за ова. Па сакав да му одговорам како рековте Михајл. Ништо нема ново да кажам, што ќе биде со тие што останаа тука. Бидејќи сега во овие превирања кога сите стрепиме и неизвестно е дали ќе заврши кризата, дали ќе имаме нова влада, дали ќе почнеме со градење на едно ново општество на здрави темели, секој од јас барем колку што ги среќавам, секој втор од младите, можеби и двајца од тројца, викаат ако ова не заврши за кратко време, јас куферите ми се спремни. Тоа е таа генерација која што ние прашање дали ќе успееме да ги задржиме. И вака несериозно и неодговорно како општество, мислам на сите, особено на овие што владеат со нас, се однесуваме кон иднината на оваа земја. А иднината на оваа земја се само младите. Не можеме на ништо друго да се надеваме. Ете, тоа е сегашната состојба. А за да одговорам и на едно предпоставено прашање, како ќе успееме тоа да го направиме? Мораме што побргу да се справиме со оваа криза. Значи, итно. А младите не се неупатени. Они знаат точно што се случува. И они се разочарани од тоа како се играат некакви си политички игри овде, како се чуваат мандатите по 20 дена, како се спрема ова Дуи да одговори цел месец на некакви си неколку прашања поставени од едната или другата партија и тоа ги разочарува. Куферите се спремни, они само дотураат она што им е неопходно, подготвуваат уште некој динар што им останал и ќе одеднаш утре ќе се најдеме во безизлезна ситуација, ќе бидеме еден дом за старци и не знам, тогаш веќе не можам ништо да кажам, не да предвидам. Ајде. Нешто во полза на негова полза, која што тој говори... Демири? Да, веќе мозоков не ми работи. Добро. Како што треба. Потполно се согласувам со Перо околу младите. И дури сум изненаден дека во толку голем број ве има овде. Дека не сте иселени веќе. Дека се се уште тука. Јас да ги имам вашите години, не е популарно, можеби не е упатно, меѓутоа
ќе бев некаде по белиот свет. Јакав. Меѓутоа сега за жал вакви полуфосили како мене никој таму не сека. Се додека ние не почнеме да се справуваме со белата чуба. Се додека ние не почнеме да се справуваме со образованието. Се додека ние не го канализираме, регулираме, оправиме образованието. Се додека ние не се справиме со здравството. Од ова ништо не бидува. Зошто? Затоа што имаме неписмени деца, кои што завршуваат во Свирипичино некаде во некое село, универзитет отворен, каде што со купени магистерски дипломи добиваат дипломи, без никакво знаење, без ништо. Значи имаме тотално неквалитетно образование, а имаме еден добар куп квалитетни професори, кои што седат изгубено, бидејќи се под хајка. Во здравството, квалитетните лекари, сите ни отидоа, по ѓаволите, кој во пензија, кој по приватните болници, затоа што нормално, ваму прима 300 евра плата, 400 евра плата, ваму прима 1500-2000 евра плата. Па кој е будала да седи во јавното здравство? Значи, Добро. се додека тоа не го оправиме, младите ќе ни бегаат. Да, сега. Многу кратко, Како фала да ја ти, вратиме перспективноста на Михајло. мојата? Да. Има и овој прашање. Значи, моето чувство е дека се иселуват и од земјите од Европската Унија, па одат за поголеми плати. Веќе, ако кога брат ми замина од економски причини, немаше леп да јаде, се веќе, ако може да бира дали да зема 300, 250, 400 евра плата или 3000, 4000, нормално луѓето си бират кај што им е поубаво. Моје чувство е дека денес да влеземе во таа толку демек посакувана Европска Унија, за една недела ќе се иселат 200.000. Аеродромите нема да ги соберат. Како што се случи со Бугарија, што го напунија Лондон, па и норвежаните се иселуваат и така натаму. Значи, малку имам чувство дека се злоупотребува таа тема, иако срце ме боле за секој млад човек што нека иде по белиот свет за да ја бара својата среќа. Она што ја, пошто те гледам како светлосно битие, човек, немам право да препорачувам, ама да се борите и да останете. Друго прашање, белата чума е болест на современиот свет. Овде беше на шега сватен еден голем проект за подршка некаква финансиска за луѓе што ќе се одлучат на трето детето, а ги растнаа дека се мешале во креветот, во спалните и така. Ја да му се живи и здрави секому децата. Ја имам 3 деца, ама ги раѓавме со сопругата уште многу години пред да се донесе тој закон. И тоа има, значи, тоа е еден од условите за да има утре кој да работи, а пензионерите да земаат пензија. Моје чувство е, не дозволувајте светлината што ја носите да ви ја земат старите вампири, како што на мене се обидоа да ми ја земе. Ја бев светлосен човек, ако не е убаво во минато време за себе да зборам. Ја кога дојдов, имав аура околу целото тело. Каде отиде таа моја среќа и радост? Со што општеството, сите се врзуваат од личниот интерес последните 10 години, последните 15. Со што мене општеството ми овозможи јас нормално да живеам и да се развивам? Само сплетки, само интриги, само манипулации, не дозволувајте, вие сте доволно возрастни, не дозволувајте да ве манипулират за туѓи партиски интереси. Многу интересна теза развивте со ова општеството на кој начин е систематизирано во држава. И само уште една реплика за ова, демек, ја не сум ги гледал какви се тие емисии со свештеници, со деца, не знам. Ова малку ми личи, само ова да го кажам. Океј, тоа го затворивме прашањето. Во Европската Унија исто има идеја да се забрани крштевање на деца до 18 години, наводно тоа било манипулација со младите. А таа лицемерна политика, а и овде имаме такви структури. Добро, на страна се Европската Унија. Не е манипулација со деца малолетни, ако геј, да речеме, пар,
посвои дете од 2 години. А манипулација Тоа се ако се други крштеваат тема. до Ајде, вие тема. професорке сакавте со на децата да им говорите. Само сакам да надополнам Не, дека оставиме се ако влеземе во Европска унија, децата ќе одат надвор по белиот свет, ама нема да купуваат one way ticket. Туку ќе си имаат билет со кој што ќе може и да се вратат. Ајде, А сега купуваат само во еден правец билет. Ајде, повелете. Јас сум Климентина, имам прашање на господинот Ивановски. Дали сметате дека говорот на омраза е соодветно средство за да се артикулира загриженоста од војна и да се демонстрира љубовта кон татковината и кон народот? Ве прашувам бидејќи рековте дека во последните часа вие сте биле тероризирани. Не сметате ли дека со вашиот статус ги тероризиравте останатите граѓани кои го не го делат вашето мислење? Не, ја само помалку да Климентина, така. Пошто не ми е прв пат, нема да бидам лажно скромен. Во последно време, и малку ми прави и комплимент. Еден збор да напишам, ќе се возбранува целата јавност. Ја никого не убив, не повикувам на војна, тоа го расчистивме. Но лицемерието, да, имам ја одговорност за прејакиот збор, но еве и како и тука што се искажа прејаки збор. Добро, се повлековте малку од делот ова. Како и секој ден, апсолутно знам дека се на се влијае. Ја верувам во онаа теорија дека на пеперутката ако мрдне негде таму Австралија, дека негде на друго место земјотрес ќе предизвика. Ама ја имам чувство дека сме заспани, за суштинските работи овде не разговараме. Јас разговарам. Цело време. Човеков цело време наметнува. Но ти кога апсолутно во голем дел со тебе се согласувам дека насушно ни е важно сиромаштијата, образование, речи го здравствените услуги и така натаму. Тогаш сите треба, и албанските интелектуалци, вие ромите ги спомнавте. Се согласувам, многу треба да се помогне, имаше и декада на ромите, вакво, но сепак треба да признаеме, ние сме единствена држава во свет каде што ромите имаат своја општина, што не е малку, имаат свој градоначалник, свој луѓе во власта и така натаму. Сите треба еднодушно да се спротивставиме на непринципиелни платформи донесени од страна што директно чувствувам дека може да ни го нарушат мирот. Јас сакам да живеам во мир и разбирање со сите мои соседи. И да се договориме, ако 2001, како се вика, се лееше крв за тој рамковен договор, зошто сега ќе се вратиме сега на тоа, ќе се вратиме на крајот. Професор, ќе ве молам вас ви дадам збор. Јас не знам што да кажам, затоа што кога ве следам од почеток, не го разбирам крајот. Почнувате сериозно велат. Значи јас ваква конфузија не може никогаш. Не, затоа што вие почнувате бела чума, на крај завршувате со рамковен договор. Навистина не знам што да кажам за да биде корисно и нешто паметно. Ама тоа за белата чума беше на Мари. Белата чума и на младите. Јас имам реплики Тоа е дел од вашиот корпус на прашања, може да не знам навистина кој корпус на прашања. Девојчето постави колешката, студентката многу убаво, паметно прашање, затоа што тој говор на омраза што постои и тој е правно детерминиран, правно кажан и тој треба да носи последици, консеквенци. Бесите ме. Не сакаме да ве бесиме. Секој искажан збор што предизвикува. Зошто јавноста лицемерна наша не се Чекајте, нека се докаже малку, остајте. Може, ама може и интерактивно да биде. Не е интерактивно. Од ваша страна е активно. Јас само едно прашање нека се докаже сега на вистина, дајте. Толку неубаво чувство има. Сакате да кажете дека има многу поголема одговорност јавно дадениот збор, макар и на Facebook? Јавно искажаниот збор на јавна личност Место е тоа има многу голема тежина. Се додека институциите не превземат мерки, ние ќе се занимаваме дека, извинете, јас не мислев така, мислев во наводници, мислев не така. Секој збор напишан, било каде, дали е социјална мрежа, тој е повеќе и актуелен од медиумите електронски. На јавна личност е голема одговорност. Зашто има двојни стандарди према осудувањето? Јас не сакам да зборувам за стандардите, да ме молам дали сте вие, дали сте тие или не. Јас кажувам дека конкретно треба... лично сум засегнат како? А зошто јас не предизвикувам говор на омраза? Затоа што размислувам пред да кажам нешто. Ја не ме познавам. А не ме познавате, не се експонирам, студентите ме знаат.
Меѓутоа, јас не се експонирам да повикам на војна, а вие сте поголем патриот од Вие мене. повторно ќе ми ставите зборови во уста дека повикувам на војна? После се што кажав овој Ќе има сад. војна. Значи не решено. Тоа е чувство дека може, не дај Боже, да се Сме на случи. почеток. Уште ли тоа треба да го се рашите расчистуваме? затоа што на почетокот актерот Не, господинот мислам, ретирираше, дека па се потоа повлече од ставот, дека со тоа се мислело дека има војна, Значи, ретирираше, не се не- повлече, тоа што напишано. Значи, не треба Меѓутоа, да преценав дека било обвинети малку како да се не веќе кукувачи. окей. Тоа го затворевме, да. Ве може да се доискажете. Ако се повторува, ја не можам да поминам преку тоа. Не, оти мислам тоа е дека ова прашање го сериозно доискажавме. обвинување на Не, мене. јас прашање само го- сакам да веќе го кажам дека затворивме. јавно изговорен збор треба да се секој поединец што повикува и говор на омраза и што предизвикува говор на омраза треба да биде санкциониран од институциите. И Добро. крај и почеток нема друго. Последен Иначе ќе корпус се на вртиме во прашања круг. околу овако. Прашање. Има еден професор од нашата академија кога го праша дали треба оваа влада се сруши со конвенционални или неконвенционални средства, тој одговори дека треба да се употребат сите средства. Тоа е голем авторитет, ја многу го почитувам. Барт во театарот. Зошто каде се правдолюбивите и оние загрижените за преакиот збор, еден бар да кажеш, зошто такви двојни стандарди? Ај сега вака да ве прашам нешто, овде ми стигна тоа се до вас конкретни едно луѓе. прашање до Јовановски на Facebook. Дали ако ВМРО коалицира со ДУИ ќе биде предавничка партија? Не бе, каква тама работа. А Тоа се дали ако наши СДСМ граѓани, бе. коалицира со ДУИ ќе биде предавничка партија? Тоа е вториот дел од Не, прашањето. види, работата е што да Не, ќе се зашто прифати. така вие напишавте, Заев подпишал и сега значи ако Зашто преди, мислам, што е проблем? добро прашање. Значи, Од Facebook. кумина, пази, повторно морам изгледа да повторам, јас немам никаква врска со ВМРО, иако имам секакви обвинувања. Не, тука од нема, колеги, него дали ако ВМРО коалицира со ДУИ потпише платформа Значи, е дај Боже предавничка некој партија. да направи коалиција. Мислам дека тоа е излез од кризата, што поскоро Да се направи некој да некој направи добро. криза. Со уцени не може да се направи коалиција. Тоа води само во дестабилизација и во додатно осиромашување на овој така поделен и измачен народ. Имаме едно прашање до Владо Јовановски. Значи, па, Добро. ако, што, извинете, вака, што ќе добијат албанците ако упровиштим кај што нема ни еден албанец, биде све двојазично? Дали ќе добијат пари, подобар стандард, ќе им се олеснели животот? Па тоа го викам и јас. Ама Не, треба да па, се за тоа спротивставиме се на тие согласивме во уцени. ред. Ние треба да се Ете непознавање на платформите. Ете тоа. Дали сте ја прочитале платформата? Ете, Јас не ете, знам. Добро, никој не знае платформата, а владата се очекува во наредните 2-3 Не дена. знаеме што се договара. Се барат, Арсовски, не може. ќе биде ли предавство ако СДСМ Не знаеме направи што е, договор ама- со ДУИ? Оти да се Македонија надигува. Ајде, малку. Се што си е во рамките на уставот е дозволено. Јас мислам дека е Бидејќи од тамо природно- почна емисијата, Не од само јас, предавството. некој, мислам, тоа е веќе општо познато. Сите луѓе чиво мислење веќе ценам и медиуми и граѓани говорат дека е природно сега Социјалдемократскиот сојуз да состави влада со ДУИ. Што е нормално. Зашто? Затоа што овие досегашниве ВМРО, ДПМНЕ треба да одговараат за злосторите што ги направиле, кои што можевме да ги чуеме Мислите, и ова да ги СЈО што го води, и за така? состојбите до кои ја доведоа оваа држава. Злосторите повторно Значи- као суд. Абе има судови бе луѓе. Зошто не оставите на институциите? Судови кои Има што јавно се обвинителство Ве молам, специјално. Затоа постои специјалното јавно обвинителство и тоа е единствениот излез. Тоа е единственото Специјалното кое решение. го амнестираше Заев за Ако Куч. не одговараат за ова што го направиле, за украдените пари, за изнесените пари, за состојбите во државата, во економијата, во Повторно здравството, без во образованието, ништо нема да направиме. А они нема да одговараат ако останат на власт, се разбира. Добро, Затоа како- што е Само- тој е клучно Молам, прашање лека. да состават влада луѓе кои што утре ќе ги повикаат на одговорност. Да остане специјалното јавно обвинителство, да се продолжи нивниот мандат, се дур не се заврши да се завршат обвиненијата, да се оди на суд и да одговараат
овие луѓе Добро. кои што не доведоа до оваа ситуација. Една реплика. Демири, ќе ви дадам после Само збор. јас да. Демири, мислите ли дека Имам што да кажам. елементарна правда може да биде можност за излез од оваа ситуација или елементарна правда таа е потребна во државата? Ние како што гледаме, имаме проблеми со правосудството, односно со цел како да кажам, Целиот судски систем. целиот судски почеток систем, од имаме хоризонтала и проблем, вертикала. па затоа младите меѓу другото си бегаат. Добре, ма да не ја шириме сега да се насочиме у овој дел малку. Поради тоа што имаме на пример печије и изразам малце поинтересно, ќе кажам дека така имаме судии кои што произлегуваат од шлицот на екс-директорот за државна безбедност. Имаме такви судии. Имаме обвинители такви кои произлегуваат од истиот шлиц. Сваќате? И кои треба да го частат после тоа, не десетка со Добро, крови. затоа се направи специјално обвинителство, така, меѓу другото. Значи, Кое не е објективно. значи- И ги амнестира едните, ги гони другите. Имате став, во ред, ќе го чуеме. Има и други овде што целиот систем не е за никаде. Целиот систем не е за никаде, се ни е за никаде. Дури и да се формира влада, и јас мислам дека нема да има. Значи гледаме дека ние сме во една лоша апорична ситуација од која што нема излез. Од која што нема. Ти мислиш дека И вие господине дека Јовановски, ја затоа викам, дека имате одговорност. Вие сте респектабилна личност. Сите ја Вас ве следат. Точно така, меѓутоа вие сте пореспектабилна, по славна да кажеме, ве знаат луѓето, вие имате повеќе одговорност. И мора да ги пунктирате сите делови. Ќе кажете и за она и фактички за тие двојни аршини, ама ќе кажете и за овие проблеми тука на пример, дека имаме најголемо фактички загадување во Европа. Битола, Тетово и Скопје се труеме, ќе испоумреме како глувци. И тоа треба да го има. Да, среќа што се ставија плински уреди на топланите и на болниците, иначе ќе беше уште поголемо. И тоа сум сигурен дека преку ноќ сите се труеме во тоа. Апсолутно се согласувам. Значи сакам да За кажам сите економски дека сите работи, сме апсолутно. одговорни и вие и јас и сите ние тука треба да агитираме во суштина, не за партиски агенди, затоа што верувајте дека тие партиски агенди што ги гледаме, горе-долу сите ние сме затруени и сите ние ги репродуцираме во Барам за себе можам да кажем дека сум ги напаѓал и едните и другите кога правеле лоши чекори. И мене ми е се исто кој ќе направи влада. Јас ве Само следам. насушно имам потреба и лично чувствувам и овакво дека довршам. неминување ако брзо не излеземе од оваа криза, Македонија не само што ќе нема да ја бидеме, нас луѓето нема да не биде. Ако луѓето нас се не бива Добро, еве, за нешто да се согласиме, окей. државата нема да ја биде. Муабетот ми е да престанеме со повици за војни од Ама повторно ти, па немај Прво молим. нема никој да се бори. Абе, какви повици за војни? Добро, да внимавате што пишувате. Мислам, извинете, сај ќе ме стрелате и спаѓате. Ама не вие ме стрелате на толку Не ве стрелам, туку сакам да аргументи од моја страна. може би не сте мислеле дека ова фактички треба да Ќе има војна. предизвика Меѓутоа тоа. Дека заев и тие што ми ги пушти дека се навредиле, така? И ние сите, затоа што сите што повикувале за војна до сега, вклучително и многу медиумски ликови, децата ги чуваат во Америка и во Монако. Нема да ги пратат нивните деца да се борат. Дали разбирате? Дека јас сум Не ви го импутирам, кажал туку ви тоа. кажувам. Да, Немате од такво одговорност и ваша и наша и на сите. Сечија. Да. Сечија. Тоа е Но цела да работа. бидеме и како се вика Зашто јас немам чувство дека без ќе има двојни војна. стандарди. Бабич, Марин, дали вие очекувате дека во наредните денови, да, сега ќе ви дадам, би можеле до недела да ја добиеме новата влада, како што се најавува по мреживе? Пошто мрежите се веќе извор на секакви информации. А лично, искрено, интимно не верувам и интимно и посакувам да не добиеме влада. И посакувам да не добиеме влада. Посакувам више еднаш и дефинитивно на тие петли од Little River, од Мала речица, да им се скратат малку крилата, затоа што веќе аз диса со 40 и кусур дена, прво, ја под онакво едната партија, па сега со другава партија работата случајот, а кои се тие победниците од македонскиот блок
и победниците од албанскиот победници блок. нови И се избори. враќаме на мојот од почетокот. Кохабитацијата. Не ме интересира дали се од овие, дали е тој или јас. Дали сме ние ме интересира. А не сме ни. А не сме ние. Добро, Биле поведете прашање од победници, публиката. а опозицијата, собрана од сите опозицијски партии, собра над 600.000 гласови. Визави 450. Повелете. Здраво, јас сум Александра. Сакам да прашам, зошто за вас, како што гледам, еден статус на Facebook е позначаен отколку се ова што се случува во држава, значи отколку содржината на платформата и луѓето кои што сакаат да ја прифатат. Ме интересира дали вреди толку да се зборува за статус на Facebook на една ваква емисија, наместо за клучните работи кои што се моментално битни за држава. Браво, Александр. Мене е прашуват? Прашање до сите. Браво. Не, пошто ме гледавте мене, ма ќе се избори под памет. Браво. Еве ќе Добро. оставам нека кажа зашто Ајде, бегат за ајде кучните оттаму работи пак да да почнем. кажа. И мене ме изфрапира, ме збуни таквата бурна и жолчна реакција за писанието на почитуваниот колега Владо Јовановски. Лично не очекував такви жолчни реакции, иако јас бев дел од писанијата, а се трудев да бидам крајно воспитан и крајно културен и да не дигам джева и да не дигам прашина. Бидејќи ние сме портарски народ, знаете ли што е портар? Портарки, знаете ли што се? Оние што седат на клупи пред куќи и кој како помине озборуваат. Ние сме таков народ, сирџиски и портарски народ, немаме друга работа, нашиот интелектуален капацитет стасува до толку да нека ми простат. Ова може би е навреда за некого. Токав ни е капацитетот, стасуваме само до сеирџиство и портарство. Ние да озборуваме. Некој кажал бесплатен воз до, не знам, до Демирхисар ли кај беше, не до каде. Бесплатен воз, тепачка овако бесплатно дека е. Добро, Арсовски, побаравте збор. Согласувам со вас, Александра. Прашањето е одлично. И навистина вреди да се постави, но многу е битно кога се случува ваква една изјава, дека времето не е за такви. Ти пред 3 дена го кажа истото. Дека е чувствително времето. Значи, Потоа, на 11 овој месец јас исто не кажа. сакам, јас се согласувам и со колегата Јовановски. Не е тој кој што треба да биде за отстрел. Јас сум убеден дека е он ставен во една машинерија која што функционира 10 години наназад со една иста метода. Се пуштаат лакмуси, се пуштаат извидници, се даваат изјави и потоа се слуша како ќе реагира јавност. Мислам дека не треба овој проблем да го фрлиме под тепих и мислам дека е окей реакцијата, не само наша овде, тука што сме собрани, и општо куќава која што поставила таква една тема, туку е во ред реакцијата и на сите што се јавуваат и по Facebook, и по медиуми, и на улици, и секаде. Бидејќи времето е чувствително. Време е за да се запрат такви едни, затоа што бевме сведоци на една војна од пред 25 години која што исто така почна. Никој не веруваше дека ќе се растури таа држава, никој не веруваше дека ќе има војна. Но војната стана и доволно беа малце, еден грст луѓе кои што ја сакаат таа војна. Има своји интереси, а јас верувам дека денес овде во оваа држава има луѓе кои што се на власт и чив интерес е да има војна, за да си ја спасат својата кожа. Ете затоа прашањето ви е одлично, но мислам дека и реакцијата е во ред. И дека не смееме да премолчиме Александра, вакво нешто. кога те гледам оптимизам дека ова сепак ова страдно парче земја има иднина. Затоа што постави небрифирано прашање, суштинско прашање. Ова што постариот Арсовски се обиде дека лакмуси некои партии последните 10 години го пренасочувале не знам што, тоа се негови битки партиски во кои ја
Влегувам, но не може. Ти ме навреди сега, мене партијата ми рекла ја да напишам статус, тама работа. Глупости. Прво, немам своја партија. Значи, тоа е, да, само во тој дел со него се согласувам, тоа е точно пренасочување на темата, сега кога СДС прави со ДУИ, пренасочување, да е некого ако може да отстреламе, јас сум таргетот поодамна, не им е прв пат, знаете, некако, слава Богу, жив сум уште, иако многумина посакуваат и го посакуваат и обратното. Значи, тоа не се безазлени напади од некои си самонаречени глумци или самонаречени писатели. Точно, нападот мој од милиони и илјадници луѓе, колку беа, е пренасочување од вистинските проблеми. Затоа што никој од СДС, освен тие блиските ментори нивни, што кажаа дека да, се согласуваат со целата платформа, еден угледна медиум албански објави дека да, СДС дало и повеќе од тоа. Зошто никој не отвори темата зошто да отвараме Пандорината кутија? Не отворив јас Пандорината кутија, туку некои други. Во Швајцарија се нудеше кантонизација, федерализација, двојазичност, што е чекор до федерализација. А кога има федерализација, значи единките, тоа го видовме, имаат право на отцепување. Во тој случај, мисли некој овде нормално дека тоа може без војна да биде? Јас го тоа поттикнувам војна, не тие што се залагат за федерализација и за кантонизација. Каде се на тие суштински прашања да одговорат? Добро, тоа повеќе пати беше демантирано и од страна на Заев и од повеќе политички експерти. Бидејќи ова се сериозни обвинувања, сериозни, не сум член на СДСМ, значи не сум член на СДСМ. Не, сега јас поставувам прашање. Тебе ти поставувам прашање. Ајде, бур. Сериозно обвинување дека Заев, односно со твојот речник, црпката од Муртино. Сам си го кажа дека е црпнат човек. Ако не ако? Ако го црпнав ја, Господ го црпнав. Чекај малку осеме да го поставам. Ај, поставете го прашањето и да привршиме. Значи, сакам од тебе доказ да добијам каде што Заев зборувал за двојазичност и кантонизација и промена на устав во таков случај. Ќе добиеш. А Топ Чанел пред 2 дена кажа дека ја прифатил целата, тој е сериозен медиум, целата платформа и многу повеќе од тоа. Па добро, ама пред 2 дена кажа и Арафи Салити, предходно и Артан Груби на нашата телевизија, дека ВМРО ја прифатило целата платформа, освен СЈО. Па зошто на тие, значи, мене ми е се исто бе море, и ВМРО е зе. Зошто на тие? Не ти исто, ладо. Ајде не се можеме. Не, Александра постави многу суштинско прашање. Зошто целата македонска јавност се бави со линч на Владо Јовановски? Не се преценувај толку. Не се преценувај толку. Не се преценува. Имам чувство дека вечерва си дојде на овде со предубедување дека ќе биде стрела. Не бе, па тоа ми се случува во моментот. И спремен си и цело време си накострешен и на Телма и на социјални мрежи, тоа се поединци со име презиме. Ајде ти се молам. Јовановски, дали на известно време го повлековте постот или тоа беа шпекулации што излегува? Не бе, ништо. Стојам јас за све што сум кажал. Еве, тужете бе како. Јас го кужу знам. Само не бевте добро сватени. Океј, Јовановски, Делчева, Арсовски, Демири, Бабич, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Големиот хуманист и борец за човекови права Мартин Лутер Кинг ќе рече: мора да увидиме дека тоа што го бараме на крајот е општество кое е во мир со себе си. Општество кое може да живее со својата совест. Верата е во правењето на првиот чекор, дури и кога не можете да ги согледате сите скали. Мора да живееме заедно како браќа или ќе исчезнеме заедно како глупаци. Изборот е наш. Пријатна вечер, публика, ви благодарам.